Со просечна бруто плата од 2.500 евра, IT секторот останува еден од секторите со највисоки примања во Македонија. Речиси 3000 компании, околу 25.000 вработени, лани оствариле приходи од над 1,65 милиарди евра. Македонија има огромен потенцијал во компјутерските технологии, одлични, квалитетни кадри кои излегуваат од универзитетите. Сега е шанса да ги искористиме во приватниот сектор, за потоа тие да и помогнат на државата во дигиталната трансформација, смета министерот Стефан Андоновски. И тој потврдува дека платите во приватниот сектор се подобри, но државата, напоменува, нуди стабилност и со соработка може да се дојде до резултати. Секако дека има конкуренција во плати, но државата никогаш нема да може да го стаса приватниот сектор, исто како што приватниот сектор никогаш нема да стаса стабилноста на државата. Ние гледаме како да ги бидат нашите позиции во министерствата поатрактивни со конференции, обуки, патувања во странство, активности на нашите кадри, креирање политики, додека приватниот сектор тоа повеќе го прави со мотивација со плата. Мислам дека таа симбиоза може да донесе резултат. Председателот на Стопанската комора во IT секторот Јордан Димитровски е дециден дека македонскиот IT сектор е во добра кондиција и дека ги следи европските и светските трендови. Работат за странство, работат за посебно за европските држави, така да ги следиме трендовите во секој случај на позитивно, се разбира и негативните трендови во Европа кои што се случуваат и можеби ќе се случуваат во иднина предизвиците на намалување на бизнисот, можеби ќе се случат кај нас, меѓутоа сега за сега во Македонија IT секторот е во добра кондиција. Во процесот на дигитализација, владата соработува на највисоко ниво со приватниот сектор. За надградување, надлежните ќе иницираат македонските компании да бидат носители за спроведување на европските проекти во државата, а исто така институциите да обезбедат доволно квалитетен кадар што ќе ги води тие проекти. Тоа за цел ја има и конференцијата која организира Масит, на која учествуваат повеќе од 300 гости од Македонија и регионот, кои дебатираат за модернизација на дигиталната инфраструктура и телекомуникациите, како и можностите што ги нуди вештачката интелигенција.